полека го привршуваме ова наше денешно издание, но секако не пред да ја поздравиме нашата драга колешка Ирена Спировска, која линковски ќе ја вклучиме и има да ни соопшти уште нешто друго поврзано со музиката, ама овој пат со джезот, и тоа не со било каков джез, туку со афро-кубанска музика во изведба на Националниот джез оркестар. Иренче, добро утро. Поздрав до тебе и до твојот соговорник Гоце Стевковски, директор на Националниот джез оркестар. Суза, ти благодарам за најавата. Добро утро и на тебе и на сите гледачи на телевизија Алфа. Утрина вас јавуваме во живо од Храмот на уметноста, Македонската опера и балет, и како што најави Суза, зборуваме за музика, но овој пат за джез, по-конкретно за афро-кубански джез. Имено Националниот джез оркестар неодамна ја најави новата концертна сезона со концерт кој што беше посветен на легендата Квинси Джонс, и од тогаш фати убав ритам, и токму затоа сакаме да го најавиме следниот концерт што е закажан за 20 февруари во Македонската филхармонија со почеток во 20 часот со наслов Кубан Фајер. Гоце Стевковски, директор на Националниот джез оркестар, во продолжение ќе ни открие повеќе детали за ова убаво музичко доживување што ги очекува сите љубители на джезот. Добро утро, Гоца. Добро утро. Во тек се подготовките за уште една неверојатна музичка авантура, овој пат малку поинаква, односно овој пат со фокус на афро-кубанскиот джез. Точно, да ги запознаеме гледачите, односно публиката малку подобро, тоа е музика од Стен Кентон, пианист од минатиот век нормално, кој што ова е кубанска свита напишана за биг бенд оркестар, кај што да речеме е во проширен состав, кај што имаме и дел од симфониските инструменти, како што се тимпани, например, две хорни, и така натаму. Значи не очекува една интересна музичка, да речеме, едно музичко патување. Ние секој пат внимаваме или сакаме да се представиме со различна програма, да имаат луѓето, односно нашата публика, да имаат можност, нели, да имаме можност ние да ги запознаеме преку музиката, да ги запознаеме со различните правци во джезот, вака да кажам. Кубан Фајер, насловот на концертот, всушност произлегува од истоимениот албум, од кој што предпоставувам и најголем дел ќе бидат отсвирени на дел. Да, како што рековте, тоа е тоа. Она што треба да се најави за овој концерт, тоа е гостувањето на диригентот Зиги Фајгел од Австрија. Зиги има диригирано неколку концерти со нас, меѓу кои во далечната 2016 кога фактички беше првиот концерт на овој оркестар како здружение. Зиги беше дел од истата приказна и многу ни е мило што овој пат е на пултот и он се грижи, нели, за оркестарот да биде во добра форма, и мислам дека ќе биде на едно вистинско уметничко ниво, високо уметничко ниво. Концертот ќе биде фантастичен, тоа би е поетата ствари. Така, Зиги Фајгел е навистина реномирано светско музичко име, и убаво е што нашата публика тука во Македонија неколку пати веќе имаше можност да го види, а ете ќе го види и во четврток за концертот Кубан Фајер. Како што разбрав, биг бендот настапува со засилена дувачка секција. Точно, овој пат имаме гости од Загреб. Тоа е Дарко Бенчич на лид, и потоа Лазар Шаренац, и на контрабас имаме контрабасиста, тоа е Милош Чолович, кој што живее во Виена, и специјално за овој концерт го ангажиравме да биде дел од нашиот оркестар. Гоце, како течат пробите и каква е атмосферата еве на само 2 дена пред концерт? Музички кажано, меѓу нашите редови, вака да се изразам, за луѓето да им биде по-нормално, поприфатливо, тоа значи
треба да се сруши филхармонија со добар звук. Така викаат барем овие дувачката секција. Значи, да се нашалиме малце, секако дека тече како што треба и се очекува да имаме фантастичен концерт, како што кажав, пошто со оглед на тоа дека програмата е навистина тешка, воедно е убава за слушање, меѓутоа за работење едно од потешките дела, така да ќе биде добро, да. Она што беше евидентно на почетокот на оваа концертна сезона, дека салата беше исполнета до последно место. Како човек што го води националниот џез оркестар, што за вас значи присуството на публиката и успехот што ја вративте публиката и го пробудивте интересот и за алтернативната музичка сцена и за вашата концертна програма? Секако дека не значат поддршката од публиката највеќе, мислам, и они се во суштина и причината за нашето постоење на некој начин, или во голем дел. Ние сме прерадосни што нашите концерти се посетени и што се бара, што се вика, карта повеќе. Многу сме благодарни за тоа. Околу, да речеме, враќање на таа алтернативна музика, не би ја нарекол многу алтернативна џезот, меѓутоа, знаете како, луѓето мислам дека препознаваат искреност, препознаваат добри музичари, нели, добри инструменталисти, добра концепција, а сметам дека нашата концепција од самиот почеток како оркестар, например, ние многу честна и имаме честни намери и искрени намери да се представиме во секој пат во добро светло, да речеме, пред публиката, и мислам дека тоа си го препознаваат едноставно и затоа имаме толкава поддршка веројатно од публиката, не знам. И им се допаѓа оваа музика најверојатно. Тоа секако доказ и потврда за тоа се тие исполнети места во салата, но секако и громогласните аплаузи со кои што се заокружуваат концертите на Националниот џез оркестар. Така е, можеби, не знам, сите ние сме нели под влијание цело време на таа глобална светска музика, кој што во најголем процент, например, е сепак сочинета од некој, нели, џезот е несомнено значаен дел од било која музика, како основа барем, и затоа е поприфатлива, да кажеме, луѓето се навикнати на тој звук и тоа е тоа. Се надеваме и понатака на полни сали, на поддршка од публиката. Имаме секој пат да понудиме нешто различно, се трудиме да понудиме различно. Како што рековте, беше Квинси Джонс, сега имаме Cuban Fire, потоа ни доаѓа една пејачка која специјално ја аранжира тој концерт, Фадо пејачка од Португалија, Марија Мендес. Имаме омаш на Зоран Маджиров во април, потоа ни следи фестивалот, како што го најавивме пред некое време во дел од интервјуата. Ке имаме уште многу значени гости до крајот на годината и мислам дека таа различна понуда си го прави своето и мислам дека добро правиме. Да, очигледно дека пред вас, а и пред сите нас како слушатели и консументи на музиката стои уште една успешна и убава концертна сезона и за крај Гоце, дали има се уште карти во продажба за концертот Cuban Fire во четврток? Мислам дека до крајот на денот нема да има повеќе. Тоа значи оние што сакаат да присуствуваат на овој музички настан да побрзат и да си набават билети. Секако да. Благодарам за одвоеното време, посакувам успешен концерт, а еве ние уште еднаш ќе ги подсетиме сите дека четврток 20 часот Македонска филхармонија имате можност да уживате во убавата афрокубанска музика. Не ја пропуштајте можноста да се препуштите на убавите звуци и да имате вечер која што сигурно ќе биде вечер за паметење. Тука никаде јас ќе се одјавам, остануваме и понатаму во Македонската опера и балет да проследиме и некои други културни музички настани за кои што дополнително ќе ви информираме во рамки на нашата утринска програма, но и во рамки на културните вести кои што можете да ги следите секоја сабота и недела во централниот дневник на телевизија Алфа 17 часот и 30 минути. Суза?
Одлично, ти благодарам многу, Иринче. Поздрав и до тебе, поздрав и до твојот соговорник и до сите членови на Националниот джез оркестар. Можам само да замислам какво уживање ќе биде тоа во четврток со звуците на афрокубанската музика. Верувам дека ви беше интересно и ова издание на Добро утро секое утро.